Добар ден, криптоентузијасти, гледаме уште еден крвав ден на пазарот. Иако многу од луѓето го гледаа вчерашниот лайвстрим, гледаме дека денеска паниката е повторно присутна, сосема нормално. На крај од денот, значи, нема некој што тоа не го чувствува, нормално секој од нас кој што инвестирал. Не е убаво кога имате денови во кои што криптовалутите ви паѓаа по 10-15%, но само да ве потсетам, пред само 2 недели криптовалутите ви растеа по 10-15% на ден, така да уште еднаш ќе напоменам, според мене ова нема никаков проблем со долгорочниот циклус, тоа сме го кажале 10.000 пати. Во текот на утрешниот ден ќе имаме повторно лайвстрим, каде што прво ќе објасниме што гледаме на пазарот, а потоа ќе прибегнеме кон анализа на алткоини, да видиме што до каде, колку се коригирало, што очекуваме понатаму. Со тоа што пак ќе напомнам, значи ние понатаму купуваме, вчера купивме рендер, денеска планирам уште една нова транша, да видиме до каде ќе се коригира пазарот, дополнително да купиме нешто во нашето портфолио. Значи пак, ја уште еднаш ќе напоменам, никој не ве држи со сила на пазарот, никој не ве држи со сила да не продавате. Јас и понатаму ќе напоменам, постојано зборуваме дека продавањето и земањето профит е сосема нормална работа и секогаш го препорачуваме на канал. Јас ви кажувам што јас правам и зошто тоа го правам. Секој од вас нормално дека мора да донесе собствена одлука и секој од вас нормално дека го сноси собствениот ризик. Значи тука мислам дека тоа треба да биде крајно јасно и секогаш кога нешто ние кажуваме во однос на тоа што ние правиме на пазарот, тоа не смеете никогаш да го земете како 100% вистина и дека само така треба да се однесувате на пазарот. Уште еднаш ќе напоменам, јас сум долгорочен инвеститор, ова мене воопште не ме плаши, вакви денови се нормални, како што имаме денови кога пазарот расте по 15-20% на сите криптовалути, и уште еднаш причината поради која што го добивме овој степен на ликвидација и оваа корекција на криптопазарот беше ретардот од Федералната резерва, она што го објасниме во вчерашниот лайвстрим, да не навлегуваме премногу. Погледнете го вчерашниот лайвстрим, значи самиот факт каде што он буквално направи во следниот период да имаме многу поповолна состојба за раст на доларот, затоа што најави дека така речено политиката на quantitative easing е одложена, се уште не е започната и одложена, дополнително и најавата за 4 rate cut се намали на 2 rate cuts во текот на 2025 година. Нормално се тоа е подложено на промена во однос на тоа како ќе се движи пазарот, што значи дека треба да продолжиме да ги следиме стапките на инфлација и стапките на невработеност. И повторно јас и понатаму очекувам дека ова е само моментална корекција, ништо надвор од вообичаеното. Но пак ќе напоменам, значи на вистина луѓе секој мора сам да одлучи. Односно во кратки црти како прилика изгледа ситуацијата на пазарот моментално, значи оние кои што мислеа дека макроекономија и геополитика нема ефект на криптопазарот, нека помислат уште еднаш, тоа е она што ние се обидуваме да ве научиме на овој канал. Посебно макроекономската политика на Федералната резерва на Америка има огромно, значи, влијание врз пазарите, сите, нормално вклучувајќи во криптопазарот. Вчера ги видовме истите овие сцени и на традиционалните пазари. Очекувам дека исто ќе го видиме и денес. Значи корекцијата ќе продолжи да се движи нормално и во S&P 500, Nasdaq, големите компании и така натаму, но јас пак ќе напоменам, ова за мене е само одлична шанса да докупам криптовалути каде што биткоин се коригираше под 100.000. Дополнително, само за подсетување, јас уште еднаш ќе го напоменам ова, значи во 2016-2017 година, во целиот бул маркет, кој што траеше, како што може видите и сами, буквално уште од 2016 па до почетокот на 2018 година, сме имале неколку корекции од прилика од 30 до 40%. Пак ќе напоменам што е сосема нормално, и ако погледнете овдека на неделно ниво, истите траеле по неколку недели за потоа да имаме повторно растење на пазарот. Неколку недели повторно растење на пазарот. Неколку недели повторно растење на пазарот. И затоа уште ќе напоменам, ова воопште не ме плаши. Краткорочно нема да навлегуваме премногу во анализа, затоа имаме утре соодветен ден лайвстрим, како што кажеме од 10 часот, затоа ќе поразговараме сега во однос на оно што може да го очекувате на нашиот канал. Значи најкраткорочно, како што можам да видам, наддневен тренд, веќе се ногаме на долната граница на Bollinger Band. Така да, оприлика овдека потенцијално би била првата граница, каде што ќе се задржи цената, втората, како што можеме да видиме, е на ова дневно ниво, кој што е буквално оваа локална корекција до $92,000, и нормално последната е $90,000, тоа е практично психолошката бариера на нивото на $90,000, каде што гледаме дека претходно цената се задржала. Така да тоа се првите две нивоа кои што можеме да ги видиме јасно, дека ќе задржат цената потенцијално на биткоин, останува да видиме колку ќе се коригира. Значи не се фокусираме на тоа премногу
да најдеме до каде ќе се коригира цената, затоа што пак ќе напоменам, значи вакви краткорочни да речем корекции се сосема добре дојдени, не заборавајте дека пазарот беше комплетно ожештен, само да ве потсетам, значи вредноста на RSI пред само еден месец на биткоин беше на 85, 100 каре се на апсолутна стотка, од тогаш сме направиле 3 локални врвови и bearish divergence. Така да, пак ќе напоменам, ова е сосема нормално, значи јас лично не паничам, мојот тим искрено не паничи, она што го правиме е и понатаму купуваме, но пак ќе напоменам, секој од вас мора да одлучи сам. Затоа што многу е лесно да се радуваме и учествуваме на пазарот кога цените се движат нагоре постојано по 10-20%. Многу е тешко кога имаме вакви денови, посебно после еден, да речем, подлог период на раст на цените, каде што алткоин сезоната достигна неверојатни 87-88, за сега моментално повторно се коригира на 47. Но пак ќе кажам, за ова ќе разговараме повеќе во текот на утрешниот ден, ова само денеска го напоменувам, затоа што многу од луѓето овие работи не ги гледаат очигледно. Зошто го велиме тоа? Значи, еве, прост пример, алткоините беа многу високо, многу. Значи, еве, ќе почнеме на 4 часа, погледнете. Алткоините се наоѓаат на 22. Зборуваме сите алткоини. Ова е екстремно препродадена вредност на алткоините. Ако продолжиме понатаму, на 24 часа, тоа е на дневно ниво, погледнете. Истата ситуација, значи моментално средната вредност е некаде околу 33. 30 е веќе препродаденост, а гледаме дека многу голем дел од нив се наоѓа и под 30. Значи дека и на дневен чарт сите алткоини се препродадени. Нормална корекција со оглед на фактот дека само пред неколку дена се наоѓале над нормалата, односно на 50. Ова беше огромна корекција и огромен рестарт на индикаторите на алткоините, со тоа што еве да ја потсетам пред само една недела. Сите овие алткоини кои што нормално имаа огромен раст по 10-20% на ден, беа комплетно препродадени, прекупени. Се разбираме, значи overbought над 70 во однос на RSI. Сега сите се наоѓаат околу или под 50, каде што е самата нормала за RSI, со тоа што гледаме дека многу од нив веќе и влегуваат во долната граница на нормалата, односно кон препродадени. Пак ќе напоменам, нормална работа, значи нешто што сме го гледале многу пати на пазарот, што воопште не е ново, посебно оние кои што се долго време на пазарот. Уште еднаш, крипто не се брзи пари, ова е многу добра школа за оние кои се нови. Крипто не може да го очекувате дека денеска ќе вложите, утре ќе си купите Ламборџини. Значи сите оние кои се долго време во овој пазар знаат дека пари има. Потребно е време, потребно е трпение и потребна е едукација. Тоа се обидуваме да го дадеме овдека, се разбираме. Значи никој овдека не ви продава FOMO, никој овдека не ви зборува постојано дека ќе се движиме само нагоре. Ние постојано ја кажуваме ситуацијата на пазарот каква што е реално. Никој од нас не се обидува да го предвиди пазарот. Се што правиме е користиме временски интервали во кои што трае еден биткоин циклус со цел максимално да се алоцираме во најнискиот дел од самиот пазар и потоа да продадеме во највисокиот дел од пазарот. Со тоа што за оние кои што заборавиле, погледнете и сами, зашто имаме огромна чистка на long leverage позиции. Во текот на 18 декември 570 милиони, вчера имавме 844, а денеска веќе сме на 568 милиони long leverage ликвидации. Што значи дека имаме огромни количини на leverage позиции кои што моментално ги имаме на long, што значи дека поголемиот дел од овие луѓе кои што буквално се обидуваат да го измамат пазарот со користење на leverage, моментално си го добиваат тоа што си го барале. И пак ќе напоменам, ова е за мене одлична позиција за купување и тоа гледате да го правиме постојано на пазарот. А додека во исто време да видиме што прават големите играчи. Значи, адреси кои што имаат повеќе од 10 биткоини, практично пред овој пат, значи погледнете на самото дно, на 1 декември имало 151.522 вакви адреси, сега моментално имаме 152.179 адреси, што значи дека околу 1000 адреси се зголемила бројката, кои што се зголемиле над 10 биткоини, а кога ќе погледнеме на 100 биткоини, погледнете, значи од така речено почетокот, да речем на 1 декември сме имале 16.800 прилика адреси, сега имаме 17.700 адреси. Повторно околу 1000 адреси акумулирале повеќе од 100 биткоини. Значи сега пак, ако имаме ситуација во која што ние очекуваме капитулација, ова нема да биде случај, се разбираме. Значи можеме да видиме дека најчесто ова се случува кога односно нормално дека никој нема да почне да акумулира волку големи количини на биткоин ако очекува дека сме во ефективен bear market. Ова се мои заклучоци,
Затоа и понатамо купувам, ова не значи дека вие треба да купувате, ќе напоменам, јас понатамо останувам на пазарот. Ова е првиот ден во последниве, да речем, доста денови, каде што имаме така речено малку повеќе крв на пазарот, гледаме дека дури и Bitcoin спот ETFs продаваат. Истата ситуација нормално можеме да видиме и кај Ethereum, со тоа што нема некои големи продажби, значи најголемиот дел продажбите се на Bitcoin. Пак ќе кажам, BlackRock не продава, ова што го гледаме е буквално еднодневно, погледнете. Значи, истата ситуација на 10 декември колку купиле, сега толку продале, да речем, во оваа ситуација. Така да не гледам никаква голема паника на пазарот, што еднаш ќе напоменам, јас знам дека изгледа моментално страшно, посебно за новите членови, но гледам постојано повици ново видео. Значи, прво треба да се разбереме, јас не можам да направам 10 видеа во текот на еден ден. Значи, тоа мислам дека треба да биде јасно. Гледате дека постојано правам апдейт, значи, од друга страна не заборавајте дека јас имам и фамилија и кариера. Значи, давам се од себе, одговарам, ама значи не може да очекувате дека јас ќе бидам активен на групата, постирам на сите социјални мрежи, правам видео во исто време, одам на работа, значи нели, едноставно мора да се има граница и значи гледате дека имаме активен распоред, постојано добивате, значи 7 дена 7 видеа добивате, плюс уште едно-две, да речем надвор од вообичаениот распоред кога има потреба, како што беше вчерашниот лајвстрим. Така, затоа ќе само значи нели, бидете трпеливи, еве гледате и сами. Значи еве како тоа изгледа, погледнете. Значи, ние моментално, уште од 3 октомври, погледнете од 3 октомври што се случувало. Значи, ние се движиме буквално во траекторија на полетување, така, во однос со тоа колку акумулиран биткоин има, така, на дневно ниво. Што беше истата ситуација со алткоини. Така да мораме да имаме едноставно разбирање дека ништо не се движи само нагоре. Значи, многу пати го кажуваме, го гледаме тоа на многу од индикаторите. Во меѓувреме гледаме дека и понатаму на во однос на алткоини, затоа што денеска имаме алткоин вести, нормално не дојде ред ни да го кажеме тоа, значи можеме да видиме дека и понатаму значи стандардните шампиони се повторно стандардни шампиони на годишно ниво во однос на колку скрипти или колку така речено нови додатоци на блокчейнот имаат направено. Cardano, ICP, Ethereum, Flow, Arbitrum, Audio, eGold, Stacks и така натаму, значи гледаме стандардна екипа. Истата ситуација е и на неделно ниво во однос на самиот блокчейн. На прво место Cardano, второ ICP, Cosmos, Chainlink, Ethereum. Chainlink не сме го виделе долго време, додека како и секојаш екосистем во 90% случаевите на прво место е Ethereum, Scale дефинитивно ќе треба да погледнеме, Flow е на листата за работа, така да ќе го погледнеме наскоро, Cosmos, Polygon, Bitcoin, Bitcoin, ова е прв пат ако нешто видам, но како и да е, значи на некој начин прилика во 90% случаевите ги добиваме истите коини. И е исто да погледате, значи корекција воопште не е лоша, посебно кога станува збор за CBBI 81, кој што знаеме дека апсолутните врвови ги презентира со некои 90, 97, 98, а ние моментално се ногиме на пат на истиот тој врв, така да корекција овдека воопште не е лоша, значи на некој начин ќе го одложи потенцијално врвот кој што најчесто многу точно ни го дава овој индикатор, негде околу 97-98, така да за сега ваквата корекција е во наша позитива, ни дава одложено време на овој бул маркет истиот да потрае. И само да ве потсетам, значи не за џабе, оние најискусните, оние најбогатите на пазарот, има некои изреки кои што ние дебело ги почитуваме на каналот. Значи имам голема одбивност кон овие луѓе, но голема почит кон нивниот интелект во однос на финансиските пазари. Барон Ротшилд, една од оние фамилии кои што буквално го контролира светот, вели вака: купувајте кога има крв на улиците, макар и таа крв да е ваша. Односно, тие корекции каде што вас практично ви одзема од влогот или ви се намалила здобивката која што сте имале до сега, е буквално крвта која што се лее по улиците, а е ваша. Од друга страна, ако не сте во леверидж, тогаш тоа не е крв, тоа е само одложена загуба која што вие не ја реализирате, затоа што пак ќе напоменам, јас лично очекувам дека пазарот ќе продолжи да се движи нагоре. Во исто време, значи еве повторно Бафетосаурус, еден од оние кои што го презирам, но го почитувам неговото знаење на финансиските пазари. Вели, секогаш треба да бидете уплашени кога луѓето се вика целосно вика алчни, односно кога пазарите се движат само нагоре, и обратно вика треба да бидете крајно алчни кога сите се уплашени. Така да ова не е за џабе кажано од Бафетосаурус, човеков тоа го работел едно 100 години наназад во неговиот диносауруски живот и нешто научил очигледно, и ова е тоа што ви го кажав вчера, еве сега го најдов за да ве потсетам. Вели, сега он тоа зборува за Нојоршката берза, но нема никаква разлика во однос на крипто и традиционални пазари. Разликата е во тоа што волатилноста во крипто е многу поголема заради нивниот мал маркет кап. Односно, вели,
Њујоршката берза е единственото место каде што луѓето продаваат кога практично се е на распродажба. Се разбираме? Односно, наместо да купувате кога има корекции, исто како во оваа ситуација, значи тоа е единствената продавница каде што луѓето не купуваат кога има распродажба, дури ги продаваат сопствените да речем ствари и обратно купуваат кога е се на да речем топ цена. Така да истото е и моментално во крипто. Значи сите оние кои што зборуваа пред само еден месец леле колку отиде нагоре пазаров, само да имаше корекција, ќе купам кога ќе има корекција, сега нормално ги нема нигде, не се заинтересирани и уште се смеат на оние кои што се во пазарот као ха, ја не купи, видите си во загуба, но тоа е тоа, ништо ново, постојано гледаме истото, буквално за мене тоа е нешто веќе видено. Сега во однос на некои вести за портфолиото и за каналот пред да продолжиме со нормалните altcoin вести, за кои што имаме доста што да зборуваме денеска. Значи, прво вчера го надградивме нашето портфолио на каналот 10%. Значи, денеска планираме уште нешто. Очекувам некои средства кои што ги имам од, да речем, некои мои приватни бизниси овдека да легнат на сметка кај мене денес, така да дополнително ги си докупам. Со оглед на фактот дека пазарот моментално наложува дека е паметно време да се купи, значи вакви корекции не гледаме секој ден, така да тоа е во однос на очекувањата за тоа што работиме, дополнително ќе бидете известени, овој пат планирам да купам во моето портфолио нормално. Сега, во последниве 10 дена од годината, од денес па до 31 декември, одлучивме повторно да го отвориме Patreon за оние кои сакаат да пробаат, за оние кои сакаат да видат како тоа изгледа. Нормално, значи, ќе направиме 7 дена трајал период, сите оние кои сакаат да ни се приклучат. Така да, ова е сликата која што објавивме на сите наши социјални мрежи. Во дескрипција на овој пост може да го најдете линкот до нашата Patreon заедница, доколку сакате да ни се приклучите нормално. Што представува Patreon заедницата? Представува професионална заедница на сите оние кои што сакаат да комуницираат и учат еден од друг, со тоа што моментално истата е повеќе од 200 и неколку членови, ако не се веќе 250, да е скоро 300. 300 членови моментално имаме, кои што се активни на нашата заедница. Значи, идејата е, како што може видите и сами, да ги добивате прво сите наши материјали први. Значи, сето оно што ние го правиме, најчесто го добивате еден, па дури некојаш и 2 дена порано на нашата Patreon заедница, со тоа што сите содржини се објавени на истата и може да ги погледнете директно таму. Дополнително може да видиме дека практично заедницата е крајно активна. Значи, вака и изгледаат чатовите на нашата заедница, како што може да видите и сами. Значи, луѓето соработуваат едни со други, малку смеа, малку едукација, малку страв, малку среќа, малку смеа, нели пак ќе кажам, сето тоа е измешано во нашите чатови, така да може да се научи доста. Уште еднаш ќе напоменам, тоа е идејата да ја организираме заедницата, да имаме место каде што луѓето комуницираат едни со други, нема шилање, само едукација. Значи, тоа е поентата на нашата крипто, да речем, Patreon заедница. Дополнително имате директни пораки до мене, каде што можете во било кое време да ми пратите порака. Јас овие пораки ги одговарам оприлика еднаш дневно. И исто така еднаш месечно, значи, имаме посебен тип на лайвстрим на тоа е на Microsoft Teams, каде што разговараме директно со заедницата, значи буквално сите кои што имаат нешто да кажат, да прашаат, значи соработуваме заедно на овој начин. Значи пак ќе кажам, ова е, ако мене ме прашувате, сум многу горд на оваа апликација, затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе македонци ни се приклучуваат, така да слободно, значи може да го најдете линкот како што кажавме на било кој од овие постови или пак на било кое видео во дескрипција, тоа е овој линк кој што ќе го однесе до нашата Patreon заедница. Значи, ова што го добиваме Patreon заедницата го користиме назад за самата Patreon заедница. Значи, прво помагаме, нели, со овие средства да го на некој начин надградиме нашето студио се повеќе. Дополнително, значи, ќе ги организираме сите настани кои што доаѓаат во иднина од средствата кои што ги добиваме Patreon заедницата. Значи, навистина ќе ги користиме овие средства за каналот самиот на себе, да си добие, така речено, финансиска независност и дополнително, значи, голем дел од овие средства се моментално повторно во крипто, со цел да го зголемиме фондот и да имаме доволно средства за каналот да може да се финансира сами од себе си во иднина. Сега, во исто време, значи, планираме еден многу интересен лайвстрим на 30 декември, каде што, како што може да видите и сами, значи, темата ќе биде што очекуваме од новата 2025 година, че ова се исто како претходната година, ќе направиме некој, да речем, кратка анализа на тоа што очекуваме, кои се нашите, да речем, не предикции, би рекол, што очекуваме да се случи како со нашето портфолио, така и со случувањата во светот, макроекономија, геополитика и крипто. Со тоа што ќе имаме интересен giveaway, значи ќе доделиме 2 леджера и 2 едногодишни Patreon членувања, значи сите оние кои што ќе учествуваат на самиот
лайвстрим. Дополнително ќе има некои интересни информации за тоа како ќе може да бидете дел од оваа наградна игра. Повторно излекувањето ќе биде оној барабан, но како и да е, значи нели, ќе ви објасниме се, има време, значи ова ќе биде за некои 10 дена на 30 декември, како што веќе кажавме. Само сакам да ви кажам дека ова е планот кој што го имаме за овој последен лайвстрим за годината. Дополнително, значи овие награди планираме доколку нели луѓето кои што потенцијално ќе ги добијат не доаѓаат на нашето предавање во Велес, тогаш истите ќе ги испратиме по пошта, зборувам за леџерите, додека за едногодишните членства тоа веднаш ќе биде испратено на луѓето кои што ќе ги добијат овие награди, а додека доколку дојдат на нашето предавање во Велес, кое што како што веќе кажаме ќе биде покриено од средствата кои што ги имаме од така речено Patreon. Значи овој викенд Мајнерот е на пат за Македонија, за Велес, така да до крајот на викендот, почетокот на следната недела веќе ќе знаеме и датум и ќе ви кажеме точно околу локалитет и се што треба да знаете. Значи ова ќе биде бесплатно, сите оние кои што сакаат да дојдат и да присуствуваат на нашето предавање. Значи ова за мене ќе биде многу битно предавање затоа што се наоѓа во Велес, во мојот град, и ќе дадам се од себе да го направам што можам подобро. Затоа и од нели темите кои што ги избравме по ваше гласање, значи прво вие предложивте теми, а потоа оние најдобри теми вие ги изгласавте, да темата биде финансиска независност преку крипто на долгорочен план. Така да наскоро ќе почнам да работам на темата. Тоа е значи она што треба да го знаете околу овој настан. Се повеќе ќе ви информираме како се движиме понатаму и во однос на преостанатите две да речам содржини оваа недела. Значи во текот на утрешниот ден очекувате во 10 часот да имаме лайвстрим, каде што ќе работиме на техничка анализа на алткоини. На почетокот ќе направиме уште една техничка анализа на пазарите кратка во однос на биткоин и каде се наоѓа и што очекуваме понатаму. А оваа техничка анализа на алткоини очигледно ќе биде највеќе каде завршува оваа корекција, затоа што веќе истата е почната на поголем дел од алткоините за кои што ќе ме прашате нормално, така да ќе биде малку поразлично од претходните. Не можеме да зборуваме за достигнување нов all time high кога се уште сме во корекција, така да тоа ќе биде главен дел од оваа да речем техничка анализа. Додека во недела, значи презентацијата е веќе направена, значи ова ќе биде практично Bitcoin halving циклусот, The North Star of Crypto, значи ова е англиска презентација која ја припремаме за Crypto Hub Malta, нормално јас ќе ви ја презентирам на македонски. Значи презентацијата е веќе направена, ја направив пред само еден ден и истата ќе биде презентирана во тип на видео за сите оние кои што се дел од нашата заедница, сите оние кои што го гледаат нашиот канал, и нормално истата ќе биде доставена како специјално неделно видео. Препорачувам на сите оние кои што се нови на каналот да погледнат оваа презентација, ова видео, затоа што овдека детално објаснуваме зошто толку се држиме до биткоин циклусот и зошто истиот не е толку добра водилка моментално. Дополнително следната недела веќе е направен распоредот. Сега имавме овдека едно мало недоразбирање односно на гласањето кое што го ставивме во однос на следната недела. Алткоин анализа се однесуваше на единечен алткоин, затоа и ставивме овдека, значи не се однесуваше анализа на алткоини техничка. Значи ќе пишеме техничка анализа на алткоини, ако беше за нели тоа што го правиме во сабота. Сега зошто да се разбереме? Се обидувам да не биде монотона материјата. Се обидувам да сменам, значи да не бидат само стандардни содржини, затоа гледате дека понекогаш правиме и алткоин анализа, тоа е на поединечен проект, со тоа што веќе имаме листа на алткоини кои што треба да ги обработиме, како за сега, така и во следната алткоин недела. Така да затоа ова беше алткоин анализа, не техничка анализа на алткоини, и затоа што следниот на ред беше нормално Aerodrome Finance. Значи со посебен поздрав, ова беше проект кој што го изгласавме уште во претходниот блог, до Емануил Николовски, кој што ни го предложи овој проект, го прифативме, луѓето го изгласаа и моментално ќе биде во понеделник обработен. Така да тоа е гласањето кое што малку нели испадна, да речем, не беше нарочно направено, само мислев дека ќе разберете зашто мислам. Така да според вашите гласања, значи во понеделник ќе имаме анализа на алткоин, тоа е Aerodrome Finance, тоа е следниот во листата на анализа. Во вторник мораме малку да одмориме, гледате дека активно работам во последниве неколку недели, значи практично нема ден каде што немате материјал на нашиот канал. Среда ќе имаме многу интересен лайвстрим, нормално геополитика и крипто. Значи вторник и петок се основните денови за лайвстрим, но сега со оглед на фактот дека имам и доста втори смени на работа, ќе морам да ги менувам понекогаш овие денови, така да нема некоја голема разлика среда или петок или вторник и петок, вторник и сабота, повторно не менувам многу за вас. Значи среда ќе имаме многу интересен лайвстрим каде што сакам да разговарам за биолабораториите во Украина, каде што беше убиен генерал од Русија, но за тоа повеќе во среда, и
кои се последиците во Европа од сето што се случува во Русија и Украина, да видиме што се случува моментално, падањето на владата во Германија, падањето на владата во Франција, има доста да се зборува, значи сето тоа има доста големи економски последици за Европа, а со тоа нормално и за криптопазарот. Четврток видеото кое што го објави Криптофил на неговиот канал ќе биде достапно на нашиот, тоа е криптовалути и се што треба да знаете за пасивен приход на BaseChain. Петок ќе имаме лайвстрим по избор на заедницата, значи тоа ќе биде, гледате дека од сега па натаму две стандардни содржини ќе бидат секогаш во лайвстрим. Тоа е геополитика и крипто во почетокот на неделата и во крајот на неделата ќе имате техничка анализа на она што вие ќе изберете. Дали ќе биде тоа на пазарите, дали ќе биде прашање на заедницата за било што ви интересира, дали ќе биде тоа алткоин анализа. Значи тоа се трите основни теми за техничка анализа кои што вие ќе ги избирате, најчесто петок или сабота да ги работиме, така да во оваа ситуација петок ќе оберете кога ќе дојдеме на следната недела, а утре нормално кога што веќе најавивме ќе имаме алткоин анализа. И во сабота, значи, знаете и сами, ќе имаме, според вашите гласови нормално, Altcoin Вести, на страна од овие денешни, следните ќе бидат во сабота. Недела специјално видео, наскоро ќе гласате и за тоа, така да тоа е се што треба да знаете, знам дека имаше малку повеќе, но имаше доста содржина која што сакав да споделам со вас, затоа што многу активно работиме и на некој начин овие видеа се единствено начин на кој што солидно можам да информирам што следно доаѓа на нашиот канал. Сега можеме да почнеме со Altcoin Вестите после 26 минути од денешното видео. Значи првата и најбитна работа која што сакам да ја погледнеме е овој краток распоред кој што беше објавен кај нас на групата на Patreon. Значи гледате има доста информации кои што ги добивам од таму и пред да почнем нормално Анџело Стојановски од Германија. Поздрав Пато, значи ти си еден од главните помагатели, мои асистенти кога станува збор за Altcoin Вести. Дечкото е машина, он ни е буквално тајното оружје на Patreon заедницата. Значи Анџело е тука секој ден заедно со нас да ни помогне во однос на Altcoin Вести, затоа и Анџело нема да биде заборавен кога ќе успееме да го средиме делот со компанија Крипто Гемиджи овдека на Малта. Он ќе биде еден од првите кој што дефинитивно ќе биде дел од тимот. Он е веќе дел од тимот, само сакам еве да го најавам тоа јавно на заедницата. Значи дечкото е машина. Јас сум многу горд на тоа што он исто како мене работи македонец за македонец и помага многу на нашата заедница. Поздрав Анџело. Сега вака, значи да не забораваме дека има некои битни случувања кои се случуваат моментално и сакам да ги споделам со вас нормално. Значи МИКА и EU Anti-Money Laundering законите ќе стапат во сила на 30 декември. Официјално тоа значи дека МИКА ефективно почнува од 2025 година да биде имплементирана на целата територија на Европската унија, што значи дека ефективно имаме крипторегулатива низ цела Европа. Татарстан ќе почне да користи евро, Господ нека им на помош. Значи Европска унија се распаѓа, они сега дури ќе користат евро, кој што ние планираме да влеземе нормално. Канада ќе биде претседател на G7, G37, ништо битно, и таму се распаѓа владата, нели, пошто Русија ќе се распаднеше, Русија ќе ја уништеа, Канада се распадна владата, Германија се распадна владата, Франција се распадна владата, но за тоа повеќе во следниот геополитика и крипто во вторник, така да во среда. Така да следно што е многу битно, значи Гери Гангстер во 20 јануари си оди дома и Трамп инаугурацијата е на самиот 20 јануари. Нормално Гери Гангстер знае зошто го прави тоа, за да не биде отпуштен. Така да имаме добри денови пред нас, значи јас уште еднаш тоа е оно што постојано зборам. Каде е овдека крипторегулатива да биде регулирана во цела Америка, значи што 6 закони чекаат во Конгрес. Каде е овдека биткоин резерва, остате го вие Джером Пауел, значи Джером Пауел има своји газди, тоа е Конгресот. Конгресот е републикански, Сенатот е републикански, претседателот е републикански. Никој не го прашува Джером Пауел, така да ќе има биткоин резерва, тоа не го викам ја, тоа го вика Трамп, тоа го вика републиканската партија и моментално ги имаат органите тоа да го направат. Каде е овдека значи нов SEC chairman, кој што ќе биде крајно прокрипто, веќе најавено, и уште ред други работи кои што очекуваат во самото, да речем, почетокот на претседателството на Трамп, како и криптосоветот кој што ни го вети, кој што ќе биде составен од експерти од крипто сферата. Нормално ова се и практично поголем дел од CEOs и креатори на коините кои што ние ги имаме. Значи тоа е во однос на настаните кои што ги очекуваме, а еден многу интересен настап кој што се одржа, само чисто да ви стане јасно до каде е целата работа на институционално ниво. Ако ова не ви каже дека моментално е најдобро време да се биде во крипто, ништо нема да ви каже. Значи пак ќе ви кажам, краткорочни профити заборавајте, овдека сме на долги стази. Оние кои се дел од нашата Patreon заедница треба тоа да го разберат. Значи крипто не е конти, не е продавање облаци, не е ништо такво. Значи ова е технологија,
долгорочно имплементирана во светот, која што се наоѓаме на самиот почеток. 16-17 декември. Во Вашингтон се одржа полиси самит, значи гледаме дека буквално се работи на припрема на регулативата во Мурика. Кој го организира ова? Блокчейн асоциацијата. Да видиме кои се говорниците, погледнете. Сенатор. Ова е сенаторот кој што ја направи биткоин резерва законот и кој што го поднесе до Конгресот и Сенатот. Значи конгресмен, тоа се комисионерите на двата главни комисионери, одма после Гери Гангстер, крајно прокрипто на SEC. И сега ако продолжиме понатаму, значи Commodity Futures and Trading Commission, значи ова е она кој што се надевавме дека CFTC дека ќе не земе како да речем место каде што ќе биде регулирано криптосекторот. И понатаму ако продолжиме, погледнете кои фаци зборуваат овдека и зашто зборуваат. Значи зашто зборуваат? За имплементација на крипто во Вашингтон, во Мурика. Да видиме кои се спонзори на овој настан. Значи нема ни да влегуваме премногу. Ако свртите надоле и ако се вратите до последниот дел, да видиме кој го спонзорираат овој настан. Очигледно ништо крипто немаме овдека, значи како Filecoin, дел од нашето портфолио. Kraken, една од најголемите менувачници. Ripple, голем дел од нашето портфолио. Hedera, дел од нашето портфолио. Stellar, не е дел од нашето портфолио, еден од најголемите проекти. Coinbase и сега ако продолжи понатаму. Consensus, така натаму. Значи гледаме дека крајно интегрирана е криптосферата во највисоките ешалони на администрацијата во Мурика, а се тоа доаѓа на наша врата во 2025 година. Така да, плашите се, не се плашите како сакате, и јас и понатаму очекувам добар бул маркет, потенцијално еден од најголемите во нашите животи. Вакви корекции се за да си купиме. Значи јас пак ќе кажам, не може некој да ве држи зарачен, мора да одлучите сами дали сте или не сте во оваа сфера. Ако сте долгорочно, значи овие корекции ќе ги користите стратешки, нема да ги користите за паничење. Ако не сте, тогаш би препорачал, значи да си најдете нешто соодветно што нема волку голема, да речем, волатилност. И, значи, ја разбирам, не може секој да се носи со овој пазар, тоа ми е сосема разбирливо, но немој да очекувате дека некој ќе ве носи зараче, значи на крајот од денот сите сме возрастни и треба да учуваме за себе, значи исто како што не ви кажувам купувајте кога цените одат нагоре, исто така не ви кажувам купувајте кога цените одат надолу. Јас ви кажувам што јас правам и секој мора сам да одлучи и на тој начин да го балансира ризикот во сопственото портфолио. Така да, за мене ова е одлична ситуација за купување, вие сами одлучете што е за вас. Сега, Bloomberg Analyst. Ова е аналитичарот кој што многу будно го следевме, тоа е господинот Балхунас, кој што на вистина знае што зборува, тоа се докаже кога беа Bitcoin и Ethereum спот ETFs, кој што на вистина детално ни кажа што да очекуваме и тоа така се случи во однос на нивното имплементирање и добивање дозвола од SEC. Погледнете сега што кажува и морам да се сложам. Значи на вистина е така, вели следни најпотенцијални ETFs се Litecoin, HBAR, Solana, XRP. Со тоа што ние уште пред да добиеме биткоин спот ETF, значи зборуваме уште пред јануари 2024 година, имаме направено видео во кое што кажавме дека не биткоин, не Ethereum, туку и altcoin ETFs е многу реално и многу достижно и прашање само на време кога ваквото случување ќе дојде на пазарот. Така да сега се наоѓаме таму. Истиот кажува во 2025 година очекува дека, и сега верували или не, он очекува дека Litecoin и HBAR имаат многу поголеми шанси за разлика од XRP и Solana да добијат свој ETF. Зошто? Затоа што и на место е, во право е, значи тоа е една од работите кои што морам да признам многу малку од луѓето ги земаат во предвид. Litecoin е практично блокчейн како биткоин со малку позабрзано темпо и со малку поголем распоред на лансирање на коините, на копање на коините, значи дека ако веќе биткоин добил свој спот ETF, нормално дека технологијата како Litecoin лесно би требало да го добие истиот, затоа и вели дека Litecoin има голема шанса тоа да го добие. HBAR има голема шанса поради прво институционалната адаптација која што гледаме на највисоко ниво, најголемите да речем субјекти, најголемите компании што работуваат со него и тоа дебело, а втората причина е тоа што истиот не е ставен во корпата на потенцијални харти од вредност. Ако се сеќавате двете тужби против Coinbase и Binance, многу голем дел од овие топ коини ги ставија во таа корпа каде што SEC ги тужеше овие именувачици дека продаваат харти од вредност
вклучувајќи и Solana, Filecoin, Cardano и така натаму сите најголеми коини, Algorand и сето тоа, но HBAR не беше опфатен. Затоа вели дека една од големите шанси зашто HBAR може и пред XRP и Solana да добие свој ETF е баш тоа. Со тоа што XRP случајот се уште не е решен, автоматски немаат, значи се додека не се заврши ова, верувам дека иако има 5 апликанти, сек нема да прибегне до донесување одлука, останува да видиме, но со новиот сек канцелар очекуваме дека тоа брзо ќе се среди, додека Solana е еден од оние коини кој што е опфатен со тужбите против Binance и Coinbase. Така да вели дека ова ќе се случува во 2025 година, останува да видиме како се до тоа ќе се движи. Следната вест ни е од XRP, конечно RLUSD, тоа е стейблкоинот на XRP Ledgerот, значи матичен на XRP Ledgerот, беше лансиран во текот на 17 декември. Многу оставивме ова, значи да не биде вест по вест, гледате дека ги групираме овие работи, потоа ги објавуваме во еден блок на вести во текот на неделата, со тоа што знаете и сами, значи многу пати имаше спекулации кога ќе биде лансиран. Чека потврда од Њујоршка, сега како и да се викаш Њујоршкиот финансиски да речам субјект кој што ги има правата да дава дозвола за ваков тип на финансиски инструменти и моментално RLUSD е лансиран на Ethereum блокчейнот и на Ripple XRPL, односно XRP Ledger. Така да тоа се двата основни блокчейни на кои што веќе е достапен RLUSD. За жал, се уште немаме market cap, што значи дека се уште не знаеме колку моментално имаме вложено средства во овој стейблкоин. Наскоро ќе го дознаеме и тоа, станува збор за 3 дена, така да пак ќе напоменам, нема потреба брзање, значи само што влезе на пазарот и веќе имаме голем клиент, значи Archex, ако се сеќавате, ова го имаме спомнато претходно, направи партнерство со Ripple. Тоа е една од најголемите платформи за финансиски инструменти во Англија, која што има свој посебен тип на money market фонд, кој што е целосно дигитализиран, односно токенизиран на XRP Ledgerот. Тоа е Aberdeen's Money Market фондот. Значи money market фондови се практично финансиски инструменти во кои што вие давате големи количини на пари, а овој фонд купува краткорочни обврзници најчесто или краткорочни хартија од вредност, кои што на некој начин прават голем обрт на средства со мал профит, но постојано имате добивка, така да вие докога ги држите овие пари во ваквите фондови, добивате дел од таа добивка, но да не навргуваме. Таму идејата е дека целиот овој фонд од 4,7 милиарди долари е токенизиран на XRP Ledger. Со тоа што веднаш како надгрба на тоа, Archex, оваа огромна, да рече, овој финансиски субјект од Англија, најави дека RLUSD ќе биде користен како стейблкоин на истиот овој money market фонд. Така да останува да видиме како ова ќе се движи, но ова е позитивни вести затоа што веќе имаме веднаш институционален играч кој што влегол да го користи RLUSD. BitGet е една од најголемите менувачници во светот, чисто за статистика, значи станува збор за менувачница која што има огромен број на клиенти, 45 милиони клиенти во повеќе од 150 земји. Моментално го интегрира Tron, значи не само што го интегрира, Tron е дел од BitGet, но прави стратешко, да речем, стратешко партнерство со Tron. Сега, како овдека детално не е објаснето, со тоа што дополнително се најавува дека ќе има и 10 милиони долари вредно купување од BitGet на Tron токени, значи дека TRX токени, значи дека има потребна ликвидност. Сега претпоставувам, затоа што Tron, знаете и сами, има околу 30-35% од вкупната количина на маркет капот, односно волуменот на стейблкоините. Верувам дека затоа се случува ова, се уште не е детално објаснето, но ова е добра работа затоа што пак ќе кажам. Гледаме дека едината е интероперабилност. Гледаме партнерства помеѓу најразлични тип на субјекти и тоа е она што мене ме радува, затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе се надградува криптосферата со овие поврзување на проекти еден со друг. Ова е Gravity Layer 1 блокчейн кој што јас искрено не знам кој е, значи да бидеме јасни, јас стварно не знам кој е, но истиот постои, како што можеме да видиме, со значи Layer 1 како таков тип на блокчейн со значи фокус на интероперабилност. Ваквиот Layer 1 моментално, значи, верували или не, претходно користеше Zero Knowledge Proof, значи користел Zero Knowledge Proof за интероперабилност помеѓу различни блокчейни и од мај 2024 година до сега очигледно сватил дека е многу подобро да користите CCIP протоколот на Chainlink и истиот моментално го остава ваквиот Zero Knowledge Proof Layer 0 да речем, технологија која што ја користи и преминува на Chainlink CCIP протоколот за интероперабилност. Така да тоа ви кажува дека Chainlink веќе станува стандардот на пазарот, тоа што постојано го зборуваме. Кога една ваква
технологија, еден ваков проект ќе стане стандард на пазарот, нема нешто подобро што може да го имате во вашето портфолио, затоа што гледаме дека полека сите се движат кон тоа, кон стандард. А CCIP протоколот, посебно преку блокчейн, преку SWIFT, се извинувам, стана стандард на пазарот за институции, а гледаме дека и крипто секторот го следи истиот. Сега, следна интересна работа која што мора да ја спомнеме е од Европа, значи на германската берза Deutsche Börse, ETP, ова е како ETF во Америка, овдека ETP се нарекува, значи е практично Exchange Traded Fund или Exchange Traded Product, е лансирана Solana staking продуктот. Односно, не само што може да купите Solana, како што, например, во Америка може да купите Bitcoin и Ethereum, но дека може и да го стейкате. И тоа директно го купувате под стейк. Се разбираме, за разлика од тоа, во Америка тоа е забрането, затоа што ако некој од овие коини го држите под стейк, зборуваме за овие големи, да речем, фондови, тоа значи дека ефективно ви дава профит и на некој начин го прави хартија од вредност според нивните глупави правила од 1945 година, не, 1939 година, се извинувам, но овдека очигледно Европа не е толку глупава, секоја чест, добра е што се малку попаметни. Значи, вие практично го земате Solana преку ETP, зборуваме институционално, од Bitwise, кој што нели знаете сами има и Bitcoin и Ethereum спот ETF во Америка, и истиот ви доаѓа директно стейкт. Ви зема 0,85% практично за услугата што го држат во старателство за вас Solana, Sol, а во исто време знаете сами дека нивниот стейк е 6,59, односно 6,6%, што значи дека вие само 1% од ова на годишно ниво го давате на Bitwise, останатото останува како профит за вас. Тоа е поентата која што досега институциите не можеле ни да осунуваат. Значи практично вие ако имате ситуација во која што може да држите ваков тип на коин, кој што ви дал 5%, нели, со 1% кој што мора да го дадете на држателот, на старателот, вие практично ја тепате инфлацијата едно дупло. Се разбираме, ако инфлацијата е 2%, вие дупло повеќе добивате во однос со Solana, но не заборавајте дека овие тоа е еден од ризиците, дека се доста волатилни, тоа денеска на пазарот многу добро го гледаме. Но како идеја, значи, повторно е пристап на институциите до крипто, каде што можат својот капитал да го инвестираат во крипто. Тоа е многу битно, значи, овие ETFs, ETP, низ целиот свет ќе доведат институции да можат директно да инвестираат во крипто секторот. Тоа е тоа што нас е потребно за масовна адоптација. Без влез на институциите во цел свет, сето ова е само ритейл приказен. Се разбираме? Значи, само кога ќе влезат институциите, ние може да разговараме за сериозен пазар. Следна вест доаѓа од Nvidia и Intel, верували или не, ќе го користат хедера блокчейнот директно. Значи не ова не е шпекулација, не ова не се во преговори, туку буквално е веќе договорено, со тоа што користат посебен тип на значи ова е компанија така наречена Equity Lab, која што ја така речено внесува хедера блокчейн технологијата во чиповите на Nvidia и Intel кои што ќе бидат практично увезени тоест извезени до Европа, така. Значи, зошто? Затоа што Европа моментално има нови стандарди за производство на чипови и бара целосна транспарентност и следење на технологијата и секој чип произведен, и ова ќе биде достапно со HBAR. Односно, во самата технологија на чиповите, во самиот чип, ќе биде интегрирана и HBAR технологијата, која што ќе биде задолжена токму за тоа. Секој од овие чипови да има целосна транспарентност во однос на неговото производство и се што треба да се знае за секој од овие чипови. Нормално тоа ќе го обезбеди блокчейнот на HBAR, кој што ќе ви дозволи да видите се што е потребно во однос на нели, кога е произведен, каде е произведен, каков тип на да речем технологија има во него и така натаму. Од она што успеав да го разберам, и тоа посебно станува збор за вештачка интелигенција чиповите, значи сето тоа ќе биде направено на хедер. Не заборавајте, Nvidia и Intel се еден од најголемите производители на ваков тип на технологија, така да замислете колку ќе биде круцијален HBAR, посебно во оваа ситуација во пазарот во Европа, кога стандардите на Европа треба да бидат запазени токму преку HBAR технологијата на овие два магнати за производство и продажба на чипови. Следната вест доаѓа исто така од хедера, каде што во овој Guardian 3.0, тоа е посебен тип на да речем проект кој што го развива хедера, и тоа посебно за институции. Значи тоа е еден од најдобрите моменти кои што постојано го зборуваме за хедера, не само за хедера. Истото е и за IOTA, истото е и за XRP, истото е за сите оние кои што се дел од ISO 20022. Се стремат кон институции. Институциите имаат пари.
На институциите им треба многу повеќе оваа технологија за разлика од секојдневниот човек. Поголем дел од нас на дневно ниво се уште не користи блокчейн, така, освен ако не играте некоја игра, да бидеме реални. Но големите ентитети гледаме дека се повеќе ја користат оваа технологија затоа што разбираат кој е нејзиниот потенцијал. Преку оваа технологија нема да налогуваме од детали, овој Guardian 3.0 проект практично представува следење и интеграција на сите овие тоа се посебни, нели, на некој начин закони кои се донесени за превенирање на климатските промени. Што значи дека сето она што припаѓа на зелената агенда, како што се нарекува во светот, значи ќе биде интегрирано преку овој Guardian 3.0 блокчейн, да речем, проект, кој што сите оние компании кои што сакаат да го интегрираат, ќе им помогне преку HBAR да следат се што се случува во однос на оваа зелена агенда и политиките кои што ги применуваат во состојаната компанија, состојаната индустрија. Така да HBAR на некој начин ќе ви помогне како институција, како да речем, пак ќе кажем, производствен капацитет, компанија и така натаму, да можете да ги следите сите напори или сите интеграции кои што ги правите на така речено зелената агенда на вашата компанија преку блокчейнот на Hedera. Нема да наргуваме премногу, идејата е зошто е направен и што треба истиот да представува на пазарот, значи пак ќе кажам, ако јас ви објаснам или иако се уште јас не знам доволно, ако јас ви објаснам како тоа се случува, нема ништо да ви смени, сигурно вие немате зелена агенда во некој мал бизнис кој што го имате, станува збор за големи магнати како производствени капацитети на автоиндустрија и така натаму. Следната вест доаѓа од Alchemy Pay, каде што моментално Alchemy Pay е целосно интегриран со Uniswap, со нивната менувачница и со нивниот новчаник, каде што Alchemy Pay е еден од оние third party providers на услуги за on и off ramp во Uniswap, сега за сега менувачницата, а понатаму и Unichain, кој што треба знаете и сами да биде лансиран на Layer 2-ките на Ethereum, односно на Optimism. И уште една интересна работа, значи иако Alchemy Pay е во партнерство со Visa веќе некое време, уште од 2023 година, значи сега развива нов тип на партнерство, каде што моментално Alchemy Pay е регистриран како ramp провайдер на Visa ramp провайдер програмата. Што тоа значи? Значи што е основната цел на Alchemy Pay? Онбординг и офбординг на капитал во крипто светот. Што значи дека Alchemy Pay преку своите механизми овозможува вашиот кеш од картица или од било што друго да може да премине во крипто, најпрво во стейблкоини, а понатаму во останатите алткоини и обратно овие алткоини и стейблкоини да се вратат назад во вашата сметка како кеш. Така да кога Visa вас ви интегрирала во оваа програма за баш таа цел, тоа е, пак ќе кажам, сигурно позитивно за вашиот проект. IOTA моментално се стреми кон пак би рекол, што е многу добра вест. Да не забораваме, Наджело е омилениот проект, така секоја чест бато, значи IOTA е еден од ветераните во блокчейн светот. IOTA се спрема моментално да воведе свој стейблкоин наречен VUSD, кој што ќе биде матичен и изграден на IOTA блокчейнот. Зошто е се тоа направено? Со цел да се овозможи што повеќе пристап на финансиите на IOTA блокчейнот, односно да се развие DeFi сектор. Со тоа што дека дори гледаме некои пак, значи се фокусираат и на AI, односно вештачка интелигенција како сите останати, но да бидеме јасни, значи стейблкоин се става поради една единствена причина, а тоа е да се даде до ситуација да овој блокчейн има свој стейблкоин, да не зависи од стейблкоините кои што доаѓаат од најчесто Ethereum, како што е USDC, USDT, со тоа што се планира да биде лансиран во јануари. Така да останува да видиме како се тоа ќе се движи, но тоа е веста која што имаме моментално за овој блокчейн и им посакувам среќа, значи IOTA дефинитивно да заслужува. Со тоа што во исто време имаат две интересни партнерства, едно е со BYDFi, значи тоа е едно од поголемите менувачици, но знаете ова се менувачици од источниот дел од Азија, така да нас не се многу познати, верувам дека таму се поголеми, значи се вели дека е едно од најголемите моментално. И дополнително партнерство со интересна компанија наречена Travala, која што моментално е најголемата traveling agency за низ целиот свет со крипто. Значи ова е агенција за патување, агенција за туризам, која што работи на криптовалути. Значи интересно, гледате дека полека светот се движи натаму, со тоа што овие две партнерства биле направени за време на Taipei блокчейн неделата во 2024 година пред само некој ден. Така да секоја чест, IOTA дефинитивно го има зграбено овој bull market за мадења, значи браво.
Лоша вест за Aptos, знаете и сами Aptos и Sui се два блокчейни кои што произлегуваат од Libra проектот на Facebook. Значи двата на некој начин го развија оваа технологија која што беше првенствено развивана за Libra потенцијалниот блокчейн на Facebook во сопствени насоки. Со тоа што Aptos и Sui се доста успешни во овој bull market, морам да признаам, но за жал имавме солидна корекција дополнително на корекцијата која што моментално ја гледаме, поради тоа што нивниот CEO Мо Шаик моментално го напушта проектот, значи он е таму што од самото креирање, он е еден од основачите на овој проект. Не е многу добро, реално да кажем, посебно не во овој момент. Се надевам дека брзо ќе најдат човек кој ќе го замени, затоа што најчесто кога имаме вакви големи промени во тимот на еден проект, имаме и солидни корекции, така да се надевам дека ова ќе го решат брзо. Додека додека Sui во исто време има партнерство со Arkham Intelligence. Arkham Intelligence е компанија која што занимава со блокчейн анализа, значи они буквално постојано имаат анализа за најголемиот дел од блокчейните кои што постојат моментално, и ваквата анализа, така речено, знаете и сами, значи ова се on-chain информации кои што се очигледно потребни и голем дел од блокчейните плаќаат пари за нив за да ги добијат, посебно менувачиците. Така да Arkham Intelligence моментално е во партнерство со Sui Network за да може ова да го прави на уште повисоко ниво. Знаете и сами дека Sui е еден од најдобрите Layer 1 кои што моментално ги има на пазарот и дополнително го интегрираат Walrus протоколот. Значи Sui ќе биде блокчейнот на кој што ќе функционира Arkham, а Walrus ќе биде проектот, односно децентрализираната апликација која што така речено нуди децентрализирана меморија за сето оно што се случува на Arkham. Значи, овие податоци, сето оно што се случува, сето оно што е анализирано, ќе бидат зачувани на Walrus протоколот, а самата апликација, односно нели Arkham, да речем, оваа платформа, ќе биде на Sui, како што успеав да разберам, според самиот артикл. Така да, позитивно, доста позитивно. Filecoin, многу интересна соработка со посебен тип на институција или како би рекол, компанија или како и да е. Значи, криптографска лабораторија за ресерч, за истражување, која што се занимава со вештачка интелигенција. Односно, во оваа ситуација Filecoin ќе го даде, знаете и сами, Filecoin представува блокчейн кој што има своја децентрализирана меморија, каде што оваа институција или би рекол компанија, Bagel, ќе ги користи капацитетите на Filecoin за да ги понуди на собствените клиенти кои што највеќе работат на вештачка интелигенција и развивање на модели на вештачка интелигенција, со целта може да го користат Filecoin, каде што ќе може да ги ставаат овие модели, а потоа истите како такви да ги нудат за користење, се разбираме. Сега, дали ќе бидат тоа целосни модели, дали ќе бидат само како меморија? Од друга страна, одека се спомнува дека дел од меморијата кој што ќе биде користена на Filecoin ќе биде буквално за GPU, значи processing power на нели процесирачка моќ за работа на вештачка интелигенција. Останало да видиме како се тоа ќе изгледа. Идејата е дека Filecoin буквално ќе ја дава својата меморија на сите овие компании и клиенти на Bagel, кои што се нели дел од Bagel, за да можат да работат на вештачка интелигенција. Не може да биде негативно, значи практично со користењето на Filecoin и користењето на нивниот блокчейн, нормално дека и цената на Filecoin ќе расте, затоа што вие практично морате да имате файл токени за да може да рентате децентрализирана меморија на файл, така да ова е позитивно. Сега, овдека не е само он да има повеќе, но сакам да ви го дадам ова до знаење. Значи, моментално Трамп има своја компанија која што е поврзана со Трамп Industries, нели се што представува Трамп, која што се нарекува Liberty, само да како се вика точно, значи World Liberty Financial. Значи така се нарекува компанијата која што очигледно се занимава со инвестирање во крипто, а како што кажав е дел од имотот на Трамп. Со тоа што само во декември истите имаат купено $45 милиони вреден крипто. Така, зборуваме токени. Со тоа што еве како изгледа, значи портфолиото од 30 ноември до денес, не баш денес, ова било на 16 декември, значи пред само 4 дена. Значи погледнете за 16 дена колку средства се употребени за да се купи крипто. Значи имаме $30 милиони во Ethereum, $10 милиони во Wrapped Bitcoin, $2 милиони во Chainlink, потоа имаме $2 милиони во Aave, $500,000 во ENA, тоа е Етена, и $250,000 во Ondo, тоа е посебното купување. Како и да е, значи ни покажува дека очигледно големите личности, големите политичари, големите институции се повеќе се интересирани во крипто.
за човек кој што пред само 1-2 години зборуваше дека, тоест пред 2 години би рекол дека крипто е скем, дека нема ништо од тоа, за сега да имаме ситуација во која што истиот купува крипто активно од сопствена компанија. Во исто време, значи, имаме една интересна вест за Етена. Етена моментално развива посебен тип на стейблкоин наречен USDTB. Верували ли некој што е целосно со покритие на BlackRock's Buidl фондот? Buidl фондот на BlackRock е Ethereum фонд кој што е наменет за токенизирање на ствари од реална вредност, значи во оваа ситуација токенизирање на обврзници на Мурика, мурикански долг, каде што, значи не знам зашто до сега чека, значи он до тоа го прави многу долго, ваквиот токенизиран долг може да биде претворен во оваа ситуација во стейблкоин, односно од краткорочните обврзници кои што вие практично ги користите за да издадете стейблкоин, ви даваат многу голем поврат со оглед на фактот дека yield curve е се уште инвертед и краткорочните обврзници се доста лукративни во Мурика, така да еве гледаме дека и BlackRock се освести, значи преку Етена проектот прави USDTB стейблкоин кој што ќе биде целосно под покритие на средствата од Buidl фондот и почнува, односно лансира на 16 декември, исто како RLUSD, со тоа што можеме да видиме дека моментално Buidl е масивен проект. Значи Buidl моментално има 549 милиони долари вредни обврзници на Мурика токенизирани. Гледаме некој нов играч, USYC, тоа ќе треба да го погледнеме. Видов кои се, но искрено се уште не сум точно запознаен што и како. Значи од нигде никаде дечки ја погледнете и стигнаа до 1 милиарда и 248 милиони. Тоа е тоа што ви кажувам дека ова гледате и сами, значи допрва ќе расте интересот. Не само за обврзници, а каде се овдека компаниите, каде се овдека ресурси како злато, нафта и така натаму. Со тоа што исто како RLUSD, лансиране само пред неколку дена, гледаме дека се уште нема маркет кап, понатаму ќе видиме колку интересот, колку брзо расте маркет капот, според тоа и ќе знаеме колку институции влегуваат во овој стейблкоин, но е пак интересна работа која што треба да спомнеме во однос на алткоините. Deutsche Bank моментално има две масивни партнерства, меѓу кои првото е со Axelar, каде што истата станува така речено дел од проектот Guardian на Сингапур како држава, кој што на институции им дозволува да практично експериментираат и градат блокчейн апликација или во оваа ситуација користење на блокчейн за нивните институции, во оваа ситуација за оваа банка, со цел да можат, значи, на оваа сендбокс или тест атмосфера да може да тестираат како би функционирала банката на блокчейн, со тоа што гледаме дека Axelar е еден од главните партнери во овој проект и Memento блокчейнот е сега интересна работа. Axelar е во однос на интероперабилност, гледаме дека се повеќе и повеќе институции го користат, затоа и го имаме во нашето портфолио и агресивно го акумулираме. Додека Memento блокчейнот истата ситуација, значи овдека се користи за градење на Layer 2 блокчейн на Ethereum. Истата банка, Deutsche Bank, преку овој проект моментално се обидува да изгради свој Layer 2, кој што ќе биде приватно користен за незините потреби и за нормално незините клиенти. Така да, пак овдека се спомнува Memento блокчейнот, сега како ќе биде точно изграден останува да видиме, не заборавајте, ова е се уште експериментална фаза, каде што оваа банка гради блокчейн, кој што гледаме дека е базиран на децентрализирани проекти како Memento и како Axelar, со тоа што ова е позитивно. Зошто е толку позитивно? Не заборавајте дека банките беа најголемите непријатели на крипто, за сега и самите да развиваат блокчейн проекти и тоа да користат децентрализирани, а да не прават своји. Значи тоа е голем напредок за крипто секторот, каде што оние до вчерашни непријатели сега сте ги претвориле не само во пријатели, туку сте ги направиле да мора да користат вашата технологија. Значи поголемо признание од тоа нема. И во исто време го имаме Хонг Конг, кој што моментално гледаме дека ни спрема во оваа ситуација, значи 4 нови менувачници. Значи гледаме дека со последната дозвола дадена вчера ќе бидат отворени нови 4 криптоменувачници. Ако Кина не се обидува повторно да го легализира или тргне панот на крипто, тогаш кажете ми зошто Хонг Конг одобрува 4 нови менувачници. Значи ова ништо во Хонг Конг што се случува не е со одобрение на Кина. На крајот од денес Хонг Конг е само паралелен финансиски систем на Кина, кој што најчесто Кина го користи за експериментирање како во оваа ситуација со крипто, така да уште еднаш ќе напоменам. Јас не велам дека ќе се случи, но сите работи покажуваат на тоа дека голема веројатност дека Кина ќе го тргне панот на крипто. Една од нив е токму тоа дека во Хонг Конг имаме и биткоин, и Ethereum Spot ETF, имаме еден куп менувачници, сега уште 4 влегуваат на пазарот, што мене ми кажува дека Кина дебело се спрема за потенцијално да го врати
блокчейн како легална ствар во Кина, дополнително имавме некои судски одлуки кои што го кажуваат токму тоа. И за сите оние на крај кои што мислат дека сме далеко од дигитално евро, еве да ви покажам, не сме. Моментално се наоѓаме во ситуација во која што значи активно од 2025 година веќе имаме наоѓање на third party providers кои што треба да дадат услуги за користење на дигитално евро на секој дневен план низ сите земји во Европска унија. Значи не ова не е пилот фаза, не е чекајте уште планираме, ќе видиме, има не. Ова е веќе се наоѓаат провайдери кои што ќе ви дадат, значи POS или нешто што може да користи директно дигитално евро. Значи сите оние кои што мислат дека сме далеко од ова, помислете повторно. Пак ќе напоменам, значи CBDC е најголемиот непријател на крипто и на слободата на секој еден човек, така да дебело размислете околу сето ова. Само сакам да ви кажам дека не е толку далеко колку што некои луѓе размислуваат дека е. И како и секој што самиот крај, нормално мораме да спомнеме дека сите оние кои што нови на нашиот канал би им препорачале да ја следат нашата обука, значи ние имаме 1400 видеа, од кои поголемиот дел од нив се едукациони, се направени со цел да ве научат, да ви објаснат се што треба да знаете како од крипто, така од макроекономија, така од геополитика. Идејата е да го погледнете видеото на самиот врв на каналот, кој што ќе ви даде прилика патоказ што и каде може да најдете на нашиот канал. Веќе имаме 1400 видеа, значи нашата екстензивна работа моментално прави многу луѓето да се снајдат тешко, затоа погледнете го видео кој што ќе ви даде идеја што и каде може да најдете на нашиот канал. Сите оние кои што им се допаѓа ова што го работиме, би ве замолил да ни ставите лайк, шер, subscribe и комент. На тој начин оваа бесплатна материја која што спремаме сите македонци во светот на македонски јазик да може да научат за блокчейн, за макроекономија, за инвестирање, ќе биде достапно на што повеќе македонци. Така да еден лайк од вас помага сето ова да биде споделено од алгоритмот на YouTube и другите социјални мрежи до што повеќе македонци. Во секое видео во дескрипцијата може да најдете содржина за тоа во што и во кој да разговараме на самото видео, да не мора да го гледате цело нормално. Овдека може да најдете и нашата Patreon заедница за која што разговараме, значи тоа е заедницата која што ни дозволува овој канал и понатаму да продолжи да функционира со уште подобро темпо, со уште повеќе материјал, со уште поквалитетен материјал, така да оваа помош е многу ценета, ви благодарам сите оние кои што се дел од неа и не заборавајте дека моментално имате free trial run на сите оние кои што ќе практично дојдат, значи во наредните 7 дена може да ја пробате оваа апликација бесплатно и да видите дали ви се допаѓа и дали би сакале да бидете дел од неа нормално. Потоа ги имате купи ми кафе и блокчейн адресите, тоа е нашиот дел од програмата кој што се наоѓа е насочен кон добротворни цели. Значи сите оние кои што сакаат да ни донираат нешто може да го направат тоа нормално на оваа блокчейн, оваа апликација Купи ми кафе, каде што сето ова што е донирано овдека заедно со сите овие донации кои што испратени на блокчейн адресите е исклучиво за добротворни цели. Веќе имаме направено 2 добротворни акции каде што во износ од 700 и 800 евра купивме прехранбени продукти и дониравме на една црковна организација во Велес со цел да помогнеме на оние кои што им е најпотребно дома односно на македонците. Дополнително овдека ги имате и нашите социјални мрежи, би препорачал да ги следите затоа што има многу материја која што споделуваме надвор од видеата, затоа што не можеме постојано да правиме видеа, така да бидете дел од овие социјални мрежи и нашите резервни канали, Одисе, Рамбал и Рутуб. Рутуб исклучиво би препорачал да следите затоа што во секој утрински часови, најчесто секој ден прилика, објавуваме по едно од нашите постари видеа од онаа плейлиста на напреден курс за фундаментална и техничка анализа, кој што е повеќе од 130 видеа, и на тој начин ќе можете да го следите овој курс така речено повторно од почеток, доколку не сте во тек со сите овие видеа кои што ги имаме направено од едукационен карактер. Така да ви благодарам, се надевам уживавте, се гледаме во следното видео, во утрешниот лайвстрим во 10 часот и поздрав од CryptoGaming.